тогаш владата мора да организира еден состанок помеѓу државните институции, невладините организации, експертската јавност, меѓународните организации и да се види на кој начин би се испланирало да дојдат тие луѓе. Нормално не се работи за доаѓање на 10, 20, 30 авиони од еднаш, не знам колку илјадници, туку сходно условите кои што ние ги имаме. Во моментот немаме такви услови, што значи дека претходно треба да се изградат капацитети за тие луѓе. Мора да се направи на начин на кој што тие капацитети ќе бидат дисперзирани низ државата, нема да бидат само неколку центри, луѓето ќе се гетоизираат. Кога имаме францускиот пример кој што е многу лош, кога имаме луѓе кои се гетоизираат, но затоа имаме и германскиот пример каде што не постои гетоизација, туку се работи на интеграција на тие луѓе, да го научат јазикот, да научат системот како функционира, доколку се фамилиарни луѓе, има семејства, тие треба да им се обезбеди образование на децата, да се остручат за одредена работа која што на нас не е потребна, сето тоа се прави со еден план претходно и после тоа тие луѓе може да функционираат во нашите средини, односно да дојдат и да функционираат во нашите средини каде што ние имаме потреба од нив.